Во парламентот треба да се бара виновникот за хаваријата. Кој го предизвика? Тоа го предизвика СДС со нелегалните избори, со насилно избраниот председател на собрание, со насилно избраниот премиер, сегашен, што од сите страни шета низ Балканот ние продава и распродава Македонија. Во собранието да се бара коренот од и хаварија, ако се случи има дефект, а дефектот не е отклонет. Ќе се отклони дефектот само ако ова влада се преслуша и да види како дојде на власт. Таа дојде насилно на власт. Насилно дојде на власт. Никој не ја избра. Не избра Америка, Джес Бейли и Европа. Ќе го прашам јас лично амбасадорот на Америка, дали е тој председател на Македонија, зато секој вечер да ни се јавува на телевизија и да ни кажува што треба да правиме. И Европа и тој хан, и сите тие и Хукан и Мукан, сите тие да ги трне рацете од Македонија. Подалек од Македонија, затоа што Македонија е библиска земја. Македонија има код и род од Вселената даден. Македонија има код и род, македонски род од Александар Македонски и пра и понатаму. Директно у Цицка. Која телевизија проведам? Окей. Зошто сте овде денес? 70 дена човеков не ја пееше химната македонска. За кого збори? За Друговски, господинот. А за кого треба да зборам? Зошто сте вие овде? Ние снимаме. Ние ги покриваме супер, зашто сте вие овде. Добро. Да. Мислам, треба да знаете зашто сте, така? Сметате дека луѓето кои што се внатре се неправедно притворени, така? Значи, милион посто него, ајде, немој кој да барам, не знам кој посто дека не е точно тоа. Што да ви кажам? Очекувате ли да се појават овде првите луѓе, например, на Говорот да помогат, да дадат поддршка? Па види, ја и на Фејсбук ги критикувам нон-стоп, ама дали ќе се појават, не знам. Ова е нивни повик, веројатно ќе се појават. Така, вие до кога сте овде? Ја дури трае протестов. Зошто протестирате? Па да ги поддржиме овие што се приведени. Да, сметате дека се неправедно приведени? Неправедно, точно. Да, зошто? Зошто? Затоа што тие што треба да бидат приведени седат на фотелите во собрание. А додека овие што си ја бранеа државата, сакаат да ги затворат 10 години минимум. Во ретието, за вас, тоа може и вас да ви се случи, и мене, и на било кој од сите овие овдека што се поддржувачи. Што ќе се еме страв? Дисциплина ли што? Хунта, ќе се шири овде низ Македонија? Вие на 27 бевте во собранието, бевте Не бев во собрание, бев надвор. Надвор, внатре не. Сметате дека тоа што се случуваше внатре е одбрана на Македонија? Одбрана, точно. Одбрана беше, точно. Вие сте овде поради што пред судот? Поради што? Сега малку да кажам, поради неоправдани пресуди. Неоправданите притвори? Па да. Зошто сметате дека се неоправдани? Па и цел се. Ова се фингирани. Фингирани случаи? Па да, фингирани случаи. А од која телевизија сте? Нова. Нова, одлично. Луѓето што влегува во собранието, според вас се не види? Па не види се. Си го бране уставот, се бране државата. Од кого? Од кого? Како од кого? Како од кого? Тие што узаконира државата. Како може ова некој си еврејски твор и ти да не си го браниш со си правам компарација со држава? Доколку ќе останете овде? Па доколку треба. Ова е нелегална власт. Тоа е нелегален начин. Дојдовме да даеме поддршка за луѓето што се притворени од режимот на Заев. Ако сака да владее, да ги затвори сите, па да владее. Прво он треба да одговара зошто бега од судот. Сметате дека луѓето кои што влегува во собранието се неправедно приведени? Не се правилно приведени, тие се бранителите на македонштината. Добро, ако ја брачувам од кој ја бране Македонија, што ќе ми говори? Од кого ја бране Македонија? Од шарените.
од Западот, што го домесува Заев на власт, достави уште, треба ли уште нешто да ви кажам?